Да отвориме во Марко, 10 глава. Марко, 10 глава, ќе читаме од 46 до 48 стих. За почеток ќе прочитаме уште неколку стихови подобро. Има една случка која што се случува во Ерихон, славниот град. Градот кој што беше прв освоен во Ханан, кога израелците влегува таму, и тоа на чудесен начин. 46 стих, Марко 10 глава. И дојдоа во Ерихон, а кога излегуваше од Ерихон со своите ученици, значи Исус, и со големо множество, значи мноштво народ, Вартимеј, Тимеевиот син, слеп просјак, седеше покрај патот. И штом чу дека тоа е Исус Назареецот, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. А мнозина, значи од тоа мноштво, му се закануваа да молчи, но тој викаше уште посилно: Давидов сине, смилувај ми се. Интересна ситуација. Имаме слеп просјак, кој што седи покрај патот. И поминуваа тука Исус, учениците и мноштво на народ. Овој Вартимеј веројатно покажува известна вера, затоа што го нарекува Исуса син Давидов, што всушност е еден месијански израз, кој што го наоѓаме во Библијата. Да, а слеп. А уште и слеп, да. Значи не е проблемот тука неговата вера, тука имаме еден друг проблем, што гледам во 48 стих. Кој е проблемот? Проблемот е мноштвото на народ, кој што сакаат да му го попречат неговиот пристап до Исуса. И сега да видиме која е причината за вакво нешто. Зошто го прави народот тоа? Че еврејски народ е во прашање. Божи народ, кој што треба да го познаваат законот, да познаваат вистината, тврдат дека го познаваат Бога. Вартимеј е просјак, кој проси покрај патот. Сите ние сме имали искуство, веројатно, со просјаци. Поготово ако сте тука во црква, ќе ви доаѓаат често. Да, секој од нас имаме некои своји искуства. Веројатно имаме и своји причини во ред, но, знаете, не е едноставно со нив. Наистина не е едноставно. Како да постапиш? Ако бара пари, дали да му дадеш пари или да не му даваш? Или па ако му дадеш, па си викаш, зашто ќе ги искористи сега? Има многу лажни просјаци денеска. Но, како и да е, на некој начин тие се, мораме да кажеме и да се сложиме со тоа дека се стигматизирани од општеството. Просек да бидеш, значи, стварно. Баш прошлата сабота, мислам дека, да, седевме тамо во сендвичара со Дејан, со Дракче, со да уште некои особи беа таму и Дејан кажуваше за искуство со некој просјак кој што му се фалил дека денеска заработил само 1000 денари. Само 1000 денари, значи може да мислите некој од нив колку заработуваат, ако тоа е вистина. Да. И навистина, мислам човек да им позавиди, дори да посака да биде просјак. Но, стигмата постои за ваквите луѓе. Не било ништо поразлично и во тоа време. Значи, Вартимеј го сметаат за човек од пониска класа. Невреден човек. Така евреите гледале на него.
Тој вика кон Господа, а тие, како да се еден вид на телохранители, го бранат Исуса. Значи, не дозволуваат да овој дојде до Исуса, да има пристап до Него. Значи, според нив, всушност, овој просек не заслужува достапност до милост. Нема достап за него до милост. Од каде им е ова на евреите? Погледнете во Лука за момент, значи можеме тука да држиме прст, да погледнеме за момент во Лука 7 глава, од 1 до 5, да видиме сега малку поинакво однесување на евреите кон една друга личност. Лука 7 глава од 1 до 5. А кога ги сврши сите своји зборови, во ушите на народот влезе во Капернаум. А слугата на еден стотник, кога тој го почитуваше, беше болен на умирање. И кога чу за Исуса, испрати при него јудејски старешини, за да го замолат да дојде да му го излекува слугата. Слугата на стотникот. А кога стигнаа при Исуса, го молеа усрдно, велејќи. Нешто слично молел и Вартимеј. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Усрдно го молеа, велејќи, заслужува да го направиш тоа за него. Зошто го љуби нашиот народ и синагога ни изгради. Забележувате ли поинаков сега однос на евреите кон слугата на стотникот, односно стотникот е тој кој што овде го има името, честа, зошто? Затоа што изградил синагога и овој ваквиот заслужува да Исус направи такво нешто за него, да му го излечи слугата, с кои што биле блиски. А Вартимеј не заслужува. Така е според гледиштата на човечки гледишта, на народот од тоа време. Жалосно, меѓутоа така е. Значи, евреите си имале една листа на вредност кај човекот. Значи, категории, касти, како да сакате кажете. И денеска ништо не е поразлично. Ги рангирале луѓето според статус, според позиција и така натаму. Па и денеска, не, значи, ако сретнете некого, веднаш вие може да оцените од прилика во која група е. Значи, ќе видите како е облечен, не знам, каква кола вози, не знам, или било што по некои карактеристики ќе оцените каков е човекот и може би според тоа и соодветно ќе се однесуват со него. Дали ние имаме може би ваков проблем? Знаете, зошто го избрав овој момент? Има многу причини, меѓутоа еве разгледавме некои од причините во пуката, но ова може да биде причина и проблем за неединство меѓу нас како христијани. Да се подсетиме сега на оние стихови кои што и Јани ги читаше, мислам минатата сабота. Јаков 2 глава од 1 до 4. Ево, повторно Јаков, наистина е извореден, практичен во изнесувањето на нештата. Јаков 2 глава од 1 до 4. Што вели Јаков? Браќа мои, имајте вера во нашиот славен Господ Исус Христос, не гледајќи кој е кој. Затоа што Господ не гледа кој е кој. Господ нема таква листа. Зошто ако на вашето собрание дојде човек, значи пример, со златен прстен и со светла облека и влезе и сиромав во бедна облека, па погледате во оној со светла облека и му речете ти седни тука убаво, а не сиромашниот му речете ти стои таму или седни до моето подножи, значи доле. Не правите ли разлика помеѓу себе и така станавте суди со лоши помисли? Фала му на Бога што Господ не ги рангира така луѓето. А денеска во светот навистина насекаде можете да видите примери за тоа како се рангираат луѓето. И земете во авион, мислам, или имате ваква класа, понаква класа, па не знам, од повисока до пониска, и не знам веќе какви класи се постојат. Па бизнис, па не знам, тамо како ги викаат сите тие класи, значи класирање. Колку платиш, толку. Толку си заслужен.
И сега знаете кој е проблемот се уште во овој текст, да се вратиме во Марко. Не е само тоа што евреите си имале таков систем на вреднување. Туку сакале тој систем да го префрлат на Исуса. Затоа што велат во 48 стих, му се закануваат да молчи на Вартимеј, затоа што тие сметаат дека он е невреден, не заслужува внимание од Исуса, да не го ремети мирот на Исуса, значи како еден вид на заштитници негови, затоа што тие сметаат дека и Исус така гледа на нештата. Страшно. Значи, Господ го создал човекот во свој лик, а овде гледаме како човекот сака да го направи Бога во свој лик. Да го спусти во својот лик. Што вели 49 стих? Исус застана и рече. Еве, гледаме дека Исус не е тој кој што ги класира така луѓето. Повикајте го. И го повикаа слепецот и му рекоа, не бој се, стани, те вика, му викаат. Значи, Господ не гледа кој е кој, за Господа сите сме исти. Која е вредноста на една душа? Тука за застанеме да размислиме која е вредноста на една душа. Без оглед на кого, за кого станува збор. Тешко е да се пресмета вредноста на човекот, на една душа. Но доколку некој успее во таа задача, тоа дефинитивно е познатиот математичар. Го најдов на интернет, како што е Трајче, денеска не читаше нешто што го нашол на интернет. Значи, познатиот математичар и татко на алгебрата Ел Хорезми. Мухамед Ел Хорезми е персиски математичар, географ и астроном, на кој му се припишуваат воведувањата на арапските бројки во математиката. Тој живеел во далечниот 8-9 век. Ел Хорезми создал равенка за пресметување на вредноста на човекот. Много интересно. Според оваа равенка, внимавајте, вели, ако човекот е чесен и морален, добива 1. Број 1. Чесен и морален. Ако е шармантен, му додаваме 0. Чи вредноста е 10. Ако е богат, му додаваме уште 1 0. 100. Ако е благородник, му додаваме уште 1 0. 1000. Нормално, ова е човечка мудрост, меѓуто е интересно. Ако вредноста на моралот на човекот исчезне, тој што добива? 0. Единицата се губи, се бриши, останува 0. Без морал, без честност. Можете бидете шармантни, богати, благородници, не знам какви се доблести да имате, мислам, вредности, кои што луѓето ги сметаат за вредности, сепак ви сте 0. Без вредност. Вред за Господа сите имаме вредност, меѓутоа ова кажува нешто и кажува многу. Додека денеска новиот светски поредок и она елита, че вие имате денеска во новиот светски поредок, она замисла што имаат една елита, избрана елита на мал број на луѓе, останатите све е тоа стока. Не е вредно тоа, само тоа бројчење само. Значи не множат со 0, еве гледате. Така наречените демократи, демократија што доаѓа нели од демос, од народ, воопшто народот не е битно, го множат со 0. Меѓутоа вистинските вредности се сосема поинакви. Ако немате чест и морал, тогаш ве множат со 0. Што вели во сестра Елен Вајд во 6-то сведоштво 22-та страна, 6-то сведоштво? Една душа за небото има поголема вредност. Значи сега зборуваме за вредност на душата. Една душа за небото има поголема вредност отколку целиот свет со целиот негов имот, куки, земја и пари. Колку е вредна една душа во Божите очи.
Значи, ние имаме дадена вредност. Господ ни дал, не создал и ни дал вредност, не процентна вредност. Вредността на човекот не зависи од што има, што нема или не знам каков и какви квалитети поседува. Не туку таа вредност ни е дадена. Господ не создал во свој лик, а да не зборуваме, нели, негови сме по создавање и по откупување. Како не откупил? Со бесценетата Христова крв. И што вели таму на едно место, ги читаме некои цитати, но ја сега ми доаѓа пред време излева мислата. Исус Христос би дошол и би умрел и само за една душа. И само за една душа. Колку е вредна една душа. Значи, ако ние ги вреднуваме, ги класифицираме луѓето како такви, според оној вредносен систем, што е, нели, евреите го имале и денеска го има меѓу народот, тоа веројатно нешто треба да смениме. Како христијани не се служуваме со математиката што ја има Господ. Не вреди човекот во однос на тоа што има, што нема, или какви квалитети, туку тој има вредност самиот по себе, затоа што е Божие создание. И оној познат цитат во Христови параболи, 154 страна, запишите си го, затоа што е многу силен. Ако сакате да процените вредноста на една душа, пазите, ова има влијание, треба да има влијание на нас, на тоа како гледаме на светот. Денеска Андре ке заплачеше, во неговиот глас се осекеше тоа, а и ние треба така да чувствуваме за душите наоколу. Како пропаѓаат секој ден? Затоа што секоја душа е вредна во Божите очи. Кој може да ја процени вредноста на една душа? Ова е добро и за тоа како треба да размислуваме за народот надвор, меѓутоа и како треба меѓу себе да се вреднуваме и оценуваме и да се однесуваме. Затоа што ако вие имате некој вредносен систем искварен, расипан, изопачен, тогаш ќе го гледате некој понизок од себе, нема тука основа за единство тогаш. Не може да има единство. Кој може да ја процени вредноста на една душа, прашам? Ако сакате да ја дознаете незината вредност, отидете во Гециманија и таму бдејте заедно со Христа во текот на тие часови на неговата агонија, кога од неговото чело течеле дробни капки крвава пот. Гледајте го Спасителот високо на крстот. Слушајте го неговиот очен извик. Боже мој, зошто ме остави? Гледајте неговата ранета глава, неговите прободени ребра, изнакажани нозе. Спомнете си дека Христос ставил се на коцка во подножието на крстот, имајќи на ум дека Христос би го положил својот живот и за еден единствен грешник, че е една единствена душа, и ти можеш да ја процениш вредноста на една душа. Еве која е вредноста на една душа? Безценета. Христос умрел. И би умрел за една душа. Сега се навратиме повторно на 49 стих од Марко 10 глава. Исус застане и рече, повикајте го, и го повикаа слепецот и му рекоа, не бој се, стани, те вика. Внимавајте сега промена во односот на ова мноштво, на луѓето. Прво го одбивале, многу лошо е. Значи, многу лошо е да, тоа и фарисеите го правиле, има записи за нив во Евангелијата, фарисеите биле тие кои што не им дозволувале на другите да дојдат кај Господ. Многу лошо е, погубно за една душа, да не дозволува на други души да имаат пристап до Христа. Значи, тоа е наистина погубно. Тоа ще вршиме сосема работата на другиот. Не Божиот налог, не Божиото дело. А ова во многу може да засмета, ако така ги вреднуваме луѓето. Како што е, правеле разлика меѓу Вартимеј, како еден просек, и стотникот. Но овде се менува односот на мноштвото. Може би искрено било сето ова, не знаеме. Откако виделе дека Исус не е незаинтересиран за Вартимеј, како што тие биле незаинтересирани.
туку и како е заинтересиран и за еден просјак. Затоа што за Господа, како што кажуваме, се сите исти. И овој момент кога треба да се присетиме на параболата за трговецот и бисерот. Многу убавата парабола во Матеј 13 глава, да отвориме таму, 45 и 46 стих. Матеј 13, 45 и 46. Парабола која што и самата сестра Елен Вајд вели, можеме да ја погледнеме од два аспекти, од две страни. И пак, Царството небесно е слично и на трговец кој бара убави бисери. Ако ga најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Имајте, трговецот продава се за да го добие бисерот. И да, едното значење на оваа парабола дека тој скапоцен бисер е Исус. Како што Павле вели, се сметам за ѓубре, за трици само за да го придобиам Христа. Затоа што тој е скапоцениот бисер. Навистина, кога човек ќе го познае Господа, ќе ја познае вистината, прави и вакви судуди работи во очите на светот, како што денеска нели беше спомнато од ова место. Ќе те направат будала, меѓутоа ја гледа вредноста, ја проценува вредноста на Христа, на вистината. Но имаме и еден друг аспект на оваа парабола. Скапоцениот бисер сме секој еден од нас, јас и сите вие, во Божите очи. И Господ оставил се, продал се што има, дал се што има, го дал и својот син, за да го добие бисерот, за да го откупи бисерот. Ако имате, може би, недостаток на самодоверба, на здрава самодоверба, тоест немојте да одите на психијатра, прочитайте ги овие стихови. Сетете се на ова, дека ви сте скапоцен бисер во Божите очи. Секој од нас е уникат. Сите ние сме важни и тоа преважни во неговите очи. Сите сме вредни. И немојте да обрнувате внимание на вредносните системи на овој свет. Рековме дека се така испревртени и уште повеќе ќе запаѓаме во една таква ситуација на изопачени и извртени вредности. Замислите си, треба да, не знам, да личите, не знам, на кого, па за да бидете привлечни, убави, не знам што. Па носот треба да ви е ваков, па не знам, па ушите. Кои глупости. Тоа се вредностните системи на светот. А, веќе спомнав, пак ќе напоменам. Кои вредности системи ги има Вавилон? Тој нов светски поредок. Тие сметаат дека нивно е се и дека можат да прават што сакаат, а останатиот народ, милиарди, тоа е стока за нив. Битното е за нас да ние не гледаме, ние треба да се научиме да гледаме на луѓето како што Господ гледа на нив. Во спротивно, ова може да биде вистински проблем за постигнување на единство меѓу нас. Ако не се сметаме сите за исти, а во Божите очи сме исти, тогаш не можеме баш да видиме единство. Тогаш ќе си бираме, можеби, за нас, според нашата класа на луѓе, нема да ќе се дружиме со едните, со другите не. Сега не ме свеките погрешно, нормално дека и самиот Исус милувал највеќе да оди кај Марта, Марија, кај Лазар. Меѓутоа, не заради тоа што они биле нешто убави или не знам, пример. Некои работи поседувале кои што ете светот ги вредно. Зошто милеел Исус да оди во домот на Марта, Марија и на Лазар? Кажува сестра Елен Вајд, затоа што тие биле внимателни и верни слушатели на оно што тој го кажа. Нормално, ке се се изморувал преку ден, проповедајќи, никој не го слуша, никој не го разбира, или таму, тук, таму, по некој уживал кога одел кај нив, затоа што, поготово, нели, Марија, знаеме дека знаела да коленичи покрај него и да го слуша, да го впива секој збор. И нормално, нели, да, можеби, се дружите малку повеќе со едни или со други, ама не смееме да се делиме по класи или, не знам, по групи, затоа што, ете, не знам, овие имаат поголема вредност, овие се, не знам, некој таму, по ниска класа. Затоа што Господ така не ги дели луѓето.
Ако сакаме единство, тоест треба да гледаме како што Господ гледа. И да не забравяме секоја една душа, од просијак до не знам, до председател, до премиер, до сите тие се вредни во Божите очи. Сите имаат непроценлива вредност, нивното спасение му е битно на Господа. Така треба да биде и за нас. Нека Господ ни помогне ако не е така, затоа што ќе имаме проблеми во нашиот духовен живот и во нашиот однос со нашите ближни. Нека му е слава на Бога. Амин.